Добре дојдовте во Артнет. Во следните неколку минути ќе се обидеме да ви опишеме што е Артнет, како настана и како нам ни помогна во секојдневната работа, а се надеваме и да увидите како би можел да ги реши проблемите на кои вие наидувате во текот на работењето. Секојдневното работење во секоја компанија, институција или било каква група на луѓе бара константна комуникација и соработка меѓу сите во групата. Соработниците мора постојано да споделуваат информации од било каков тип, дали тоа биле некакви белешки, документи, телефонски броеви, имейл адреси, пораки, коментари, рокови, планови, извештаи и што уште не. Уште повеќе од голема важност е оваа комуникација да биде непрекината во било кое време и од било кое место. Секако, ниедно работно место не бара достапност на работникот 24/7, па во итен случај мора да се биде инвентивен и да се смисли алтернатива како да дојдеме до некоја информација која ни е од голема важност. Ајде да видиме дали вие имате проблеми при споделување на информациите клучни за завршување на работата. Колку различни алатки, програми, софтвери и апликации користите во секојдневното работење? Сигурно тасбарот ви е предвон со отворени програми од Microsoft Outlook за мејлови контакти, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Project, Adobe PDF, Skype, се до именикот, тефтерот, компјутерот, како и листовите од бироата на сите ваши колеги. На колку различни компјутери сте ги инсталирале програмите кои ги користите? Нели некој пат информациите ви се потребни од дома и ќе се речете супер, ќе си ги инсталирам сите потребни програми и дома. И тоа ќе го направите повторно кога ќе го форматирате компјутерот. Истото и со компјутерот на работа. Па нешто сте заборавиле каде сте го ставиле, па сега после форматирање не можете да го најдете. А што правиме со информациите кои ги имаат само вашите колеги? Колку од нив ви се цел време достапни? Секако има време кога смеете, а кога не смеете да ги барате. Или пак можеби незгодно вие да ги барате, или пак не ви креваат, а можеби дури се и недостапни. Дали никогаш сте имале недоразбирање со колегите за тоа што и како треба да се сработи и кога е крајниот рок? Да, и нас не мача овие проблеми и решивме да си направиме наш пазл софтвер кој ќе ни ги реши речиси сите, ако не и сите проблеми кои предмалку ги идентификувавме. Замислете непрекината достапност до сите информации кои ви се потребни за непречена работа. Артисов ви го представува Артнет, парче софтвер за интернет групи чија основа е постара од повеќето IT фирми во Македонија. Адаптирано на модерните потреби на компаниите во секојдневното работење. Артисот го следи клауд концептот, па решението е веб базирано, достапно на било кое место каде има интернет 24/7. Зошто велиме пазл софтвер? Артнет е збир од повеќе алатки кои може да се користат индивидуално, а и во интеграција. Алатките се организирани на следен начин. Секција администрација, која се концентрира на функционалности за администрирање на членови, потоа секција комуникацијски алатки, како пораки, контакти, календар, дискусии, известувања, анкети, чет, потоа секција водење на документи, како и секција проектен менеджмент која покрива водење на проекти, задачи, контролни точки, како и генерирање на извештаи. Една клучна функционалност во секојдневната комуникација на работа е мејлот. Артнет воведува интерни мејлови кои се заштитени и не патуваат преку илјадници сервери. Што и да работите, неизбежно е потребата да исконтактирате со некој колега, а уште поинтересна ситуација кога треба да исконтактирате со поголема група на вработени. Замислете ви кажете да им испратите порака на сите комерцијалисти во фирмата. Голема фирма, многу луѓе и исто толку големи шанси за грешка. Некој сигурно нема да ја добие потребната информација, а кривец мора да има. Тоа сте вие. Артнет овозможува испраќање на пораки до цела група на корисници со едноставно избирање на групата. Не дека и некои мејл клиенти ја немаат оваа можност, но ретко кој знае да инсталира мејл клиент, а уште помалку да креира групи на корисници. Преку Артнет ова е многу едноставен чекор, а инсталација нема. Ајде да видиме како полесно може да најдете број, имейл адреса или слично. Контактите на една компанија, читај моментални и потенцијални клиенти, се нејзино најголемо богатство. Колку пати сте се нашли во ситуација слична на следната? Ви треба бројот ТРП, ама го немате во новиот телефон. Во глава следи муаветот кој има бројот ТРП, кој ли има бројот ТРП. И ќе ви текне дека негов број има Миле, ама нели Марфи работи, па Миле е на одмор и прашувате, односно досадувате по сите колеги и канцеларии за бројот на ТРП. Последна опција, барате по мејловите за да најдете мејлот ТРП, иако кој знае од кога не ви испратил, и барајки се надивате дека ТРП има подпис во мејлот и дека во подписот ставил контакт број. И на крај го наоѓате, но веќе поминале цели 2 часа. И па со Артнет нема проблеми ако имате нов телефон или пак Миле е на одмор. Внеси пребарување на контакти е неверојатно лесна операција.
Уште повеќе, контактите може да бидат лични или пак шерувани, групирани во групи кои сами ги дефинирате, па секој ќе може да ги најде. И секако, бидејќи има и други контакт апликации пред нашата ера, воведуваме можност за импорт и синхронизација на контакти, опција посебно интересна за мобилен телефон. Кај нас на работа нонстоп има некои состаноци. Некои редовни на секоја недела и толку досадни што не можеш да ги заборавиш, некои на секој 2 недели, некои на секој месец, некои еднаш на 4 месеца, некои еднаш годишно. Некои од нив се планирани, некои пак изненадни, за некој мора да знаеш кој е присутен, за некои не мораш. Едни се повторуваат, други ретко кога се одржуваат и така натаму. Кој може да следи, а сепак непрофесионално е да се заборави или да се дојде неподготвен. Јас порано користев неколку календари, на едниот телефон, на другиот телефон, вградени во кој да е мејл клиент кој го користам во моментот и ред други. Преку Артнет може брзо и лесно да се креира настан во календарот. Има повеќе типови на погледи на календар, типови на настани кои сами си ги дефинирате и се прикажуваат во одредена боја за полесно наоѓање. Сега го користам календарот во Артнет и многу полесно и побрзо се снаоѓам. Ајде да кажеме дека треба да им кажеме нешто на комерцијалистите, ама во пат на состанок. Преку Артнет може многу брзо, со едноставно селектирање на групата, да ги повикам сите комерцијалисти на состанок, истиот ќе им се појави во нивниот календар, а и мобилниот ќе ги потсети некое време пред состанокот. Нема никоја фирма која нема каква таква огласна табла. Дали ливчиња закачени на плута, или голем телевизор, или пак рекоа казала систем, сите се снаоѓаат да на некаков начин ги известат своите вработени за некаква одлука. Најчесто и најпосакувано известување е утре е неработен ден. Не е толку страшно ако некој не го прочита, ќе дознае на друг начин, бидејќи тоа е број 1 вест на вестите кај нас, на било која програма. Но известувањето дека утре е работен ден, а не треба да биде, сите ќе најдат начин да не го прочитаат. Артнет привнесна ново известување и ни испреќа имејл и интернетна порака на сите корисници. Испреќа известување на мобилен телефон, а и видливо е на почетниот екран на апликацијата, па ретко кој ќе успее да не го прочита. Речи се сите денес користат некоја апликација од социјален карактер како Facebook, Twitter и слично. Вакви и такви социјалните мрежи се супер за комуникација, но на некои разговори местото не им е таму. Понекогаш има потреба од отварање на одредена тема на дискусија со повеќе колеги. Не дека истото не може да се постигне и преку порака, но во одредени ситуации потребна е активна конверсација и следливост на разговорот. Например, да речеме дека се ближи нова година и сакате да се соберете на некое ново место. Еден начин да го направите ова е еден човек да се прошета по сите канцеларии и да го пушти муабетот, па да види и секако да запише што ќе кажат другиве. Полесен начин е да го искористиме Артнет и да креираме дискусија со наслов "Каде за нова година?". Оваа дискусија ќе се сподели со сите вработени во компанијата кои треба да присуствуваат. Истите може да коментираат на оваа тема, а потоа предложените сугестии ќе бидат дел од опциите за гласање на анкетата со истиот наслов "Каде за нова година?". Еден од најважните поседи на една компанија се документите кои произлегуваат од секојдневното работење. Договори, понуди, фактури, проекти, процедури, планови, упатства, анализи, извештаи, решенија се само неколку примери. Колку пати ви требало 15 минути, па и многу повеќе, да најдете некој договор кој да речеме комерција некаде го задурила. Ви стигнува на мејл барање од некој клиент. Дали треба да постапите според барањето, зависи од одредени членови во договорот со клиентот и секогаш кога ќе пристигне вакво барање, одите до сектор комерција и ги прашувате каде е договорот, па ако не знаат, заеднички го барате. Дури по целата нервоза на барање на документот, вие всушност треба да почнете со работа. Со Артнет оваа процедура е многу едноставна. По потпишување на договорот, комерција го аплодува истиот или пак делови од него во Артнет, пополнува одредени атрибути и клучни зборови заради полесно пребарување и го споделува со сите оние кои имаат привилегија да го читаат. На сличен начин како што се испраќа порака, може и да се сподели документ со група на вработени. Потоа, кога вам ќе ви стигне барањето на мејл, само пребарувате низ категоријата договори за конкретниот клиент и го имате бараниот документ за не повеќе од 1 минута. Колку пати ви се случило да зададете одредена задача на некој колега, а да не го добиете очекуваниот резултат со добро познатото образложение, јас не сватив така, вака сватив. Купати предпоставението и висел над глава и ве прашал по 10 пати до кај си со ова, до кај си со она. Купати ви доделиле некоја задача, но не ви е објаснето најасно што треба точно да се заврши. Дали ви се крева косата кога треба да подготвите некаков извештај за некој важен проект?
Дали следите во еден момент повеќе различни проекти? Дај Боже, но тоа е многу тешка задача доколку ја немате правилната алатка. ArtNet нуди неколку алатки за олеснување на целиот комплексен процес на водење на проекти. Да речеме дека имате тројца вработели – Миле, Ненад и Перо на различни локации. Миле е менаџер на проектот, подготовка на тендер документација за изградба на катна гаража. На почетокот на проектот Миле ги внесува сите предвидени задачи со детален опис, рок и време за извршување и им ги доделува на Ненад и Перо. По внесна задача, системот автоматски испраќа пораки до ресурсите кои треба да ја извршат. При секоја важна промена во реализацијата, Ненад и Перо го ажурираат статусот на задачата, како и потрошеното време и времето потребно да се доврши истата, се тоа придружено со соодветен коментар. Миле, бидејќи не е на истата локација како Ненад и Перо, статусот на задачите ќе го следи преку дашбордот задачи во ArtNet. Во зависност од реализацијата, Миле го менува статусот, односно бојата на самиот проект, нели ако е црвено, тогаш сме во неволја, придружено со соодветен коментар кој го објаснува статусот и мерките за разрешување на евентуалниот проблем. Статусот на проектите пак го гледа техничкиот директор преку дашбордот проекти и превзема соодветни мерки доколку има потреба. Миле треба да поднесува извештаи со детали од реализацијата на проектот еднаш неделно, а ваквите извештаи бараат време за подготовка. Со вградениот генератор на извештаи, ArtNet ви помага да го добиете бараниот извештај за само неколку минути. Генераторот нуди 15 до 20 готови извештаи, чии влезни параметри може лесно да ги модифицирате за да го добиете оно што ви треба во моментот. Подготовката на извештај ќе биде полесна од било кога. Без разлика дали работите во јавниот сектор, градежништво, осигурување, туризам, IT индустријата, угостителство или која било друга дејност, она што е задолжително за задржување или проширување на вашиот бизнис е константната непречна соработка меѓу сите вработени во компанијата, како и со клиентите. ArtNet е интуитивно парче софтвер, лесно за користење, кое брзо ќе научи да го користи било кој кој поминува време на интернет. Инвестицијата е многу мала, и финансиски, и временски гледано. Дозволете да го дадеме на вашата компанија епитетот Cloud за информациите со кои располагате да бидат достапни од било каде и во било кое време. Контактирајте ме и добите 30 дена бесплатно користење и ексклузивна можност за користење на мобилната верзија на ArtNet.